со Маријан Николовски на радио Слободна Македонија. Добре, почитувани слушатели, денеска е уште една среда, 2 ноември, 11 часот и 3-4 минути, 5 минути, време е за политичкиот магазин Круг. Со оглед на тоа дека состојбите во Македонија се во финиш на еден предизборен период, а исто така во овој период се случува финишот и на една друга предизборна трга која треба да финишира следната недела. Тоа е во Америка, изборот на новиот американски претседател и состојбите кои што таму се случуваат, меѓутоа со оглед на тоа дека не само со оглед тоа дека изборот на американскиот претседател е од исклучително значење за многу големо влијание во целиот свет, така и за рефлексиите врз Балканот, особено врз Македонија. Денешната тема во Круг е посветена на изборите во Македонија и во Соединетите американски држави, паралели, поврзаности, рефлексии, очекувања на оваа тема. Денеска мој и ваш соговорник ќе биде мојот колега Цветин Чилиманов, добар познавач на надворешната политика, особено на приликите во Соединетите американски држави. Беше едно време и дописник на државната агенција МИА. Цветин, ти благодарам што прифати да бидеш гостин во Круг. Ајде прво да почнеме од Соединетите американски држави, со оглед на тоа дека таму веќе следната недела во вторник, чинам дека така секогаш во вторник е гласањето. Прв пат според вчерашните анкети Доналд Трамп е во водство пред Хилари Клинтон. Дали светот ќе го добие Доналд Трамп како претседател и ќе добие првата жена како претседател? Ништо ќе добиеме, очигледно. Не, има драматична промена во анкетите од 12% во некој случај, да речеме ситуација во која што, не знам, Хилари била на 45%, не знам, Трамп бил на колку би дошло тоа 38, нешто така, че од навистина драматични, не повеќе, значи 12 до 15 до 10% разлика меѓу едниот и другиот, значи доаѓаат во ситуација одеднаш да бидат изедначени или дури над, нели Трамп да дојде над Хилари Клинтон. Тоа се промени во рок од неколку дена, од недела дена, кои што не може да се објаснат едноставно. Такво нешто слично се случи само кога во септември, кога Хилари Клинтон имаше на ситуација кога се слуши, кога тргна да паѓа пред ваја до држава, па како куфер ја ставија внатре во комбето кога го напушташе спомен церемонијата за нападите од 11 септември во Њујорк. Значи тогаш граѓаните сватија дека кандидатка очигледно нешто не е во ред со неа и дека нешто се крие од јавноста, веројатно тешка здравствена состојба. И сега се случува таа разлика, иако овој пат оваа разлика се случува во период кога се уште не е целосно абсолвирана во јавноста и во анкетите овој удар кој што на Хилари Клинтон го нанесе FBI, кога однова најави дека отвара истрага. Дали тоа е причината всушност? Не, бидејќи ова се случува паралелно, анкетите се правени паралелно кога веста е објавувана. Значи, веста излезе во петок, а анкетите се менуваат веќе во сабота, недела, значи кратко време е да се почувствува да има ефект информацијата. Патем кажано, тоа е информација која што добар дел од граѓаните веќе имаат. Значи, веќе знаат дека жената има стотици илјади имейл пораки, луѓето околу нејзиниот потесен круг ги испраќале меѓу себе, во нив разговараат како да земат пари од странски држави, од странски влади, што отстапки да им направат на тие држави и влади, како да ги наместат изборите. Може ли да биде тој случај пресуден за изборите во САД? Може. Бидејќи се уште не си има почувствувано во анкетите ефективно. Еден од поддржувачите на Трамп, Нјут Гингрич, тоа го протолкува на начин дека не значи дека анкетите се смениле, туку дека досега анкетите биле фабрикувани. Дека буквално доаѓаат анкетните агенции во ситуација како што имавме ние со рейтинг тука, пред самите избори, значи долго време, со месеци да фабрикуваат анкети, а сега веќе доаѓа до ситуација кога ќе мора да, резултатите ќе се знаат. Сега да кажеш дека до вторник анкетните резултати може да се зголемуваат во корист на Трамп после овој... А после ова логично ме било да се случи, да. Иако од само еден серијал од неколку анкети во неколку дена не треба да се носи одлука, оценка, но можно е да речеме агенциите полог период да ги
нели, масирале, како се вика тоа Америка, резултатите. За сега да сакаат, барем во последните неколку дена, да покажат точни анкети, макар еве Трамп и да биде послаб 2-3-5%, да не биде тоа разлика од 12%, зутре после изборите кога ќе покажат дека разликата е блиско, да не испадне агенциите дека цело време лажале. Барем ќе може да кажат, еве со последниве анкети погодивме што е важно за претходните анкети. Може ли да се случи на Америка не признавање на изборните резултати? Да, Доналд Трамп тоа најдиректно го најави и причините што ги наведе се идентични на тие во Македонија. Доналд Трамп кажа дека нема, како кажа дека прашан дали ќе ги признае резултатите, односно дали ќе признае пораз доколку изгуби, рече нека ве копка. Нека ве мачи таа мисла што ќе направам јас после изборите. Во случај да тој биде поводник, дали Клинтон, таборот на Клинтон биде... Би требало, значи од нив не очекувам дека нема да признаат. Тоа нема, да речеме, ситуација кога Буш ги има добиено изборите, има тоа нека пасивно, агресивно коментирано дека Буш не бил избран, туку бил одбран. Значи, викаат selected, not elected. Така да има ситуација и луѓе блиски на Клинтон, на Ал Гор да не ги признаваат резултатите, ама не имаат правено драстични мерки од типот, не знам, протести, не знам, одбивање на одлука на председателот на, не знам, одлука на Конгресот, да речеме, да се спротивстават, додека Трамп ако изгуби се е можно, значи од масовни протести, од не знам, можеби некој, како што гледаме во Европа, референдуми за независност, можеби во Тексас или во нека друга држава каде што. Можни ли се поголеми потреси во самата републиканска партија, со тоа дека Трамп не ја ужива баш под поддршката од сите републиканци? Големо крило во партијата очекува Трамп да изгуби и после тоа да кажат дека еве, знаете ова националистичко, популистичко крило со некои јаки елементи и на расизам и на ајде се разборуваат и омраза кон жените, тоа мислам дека е претерано, но да речеме за расизам дефинитивно има Трамп достави елементи да покаже дека е нетрпелив кон хиспаносите, кон црнците и така натаму. Ова крило чекаше да Трамп да изгуби, потоа да кажат, знаете што, вие гласачите сте виновни, што ни го дадовте овој шарлатан, измамник, манипулатор, до вчера бил пријател со Хилари Клинтон, сега не го нудите како наш кандидат. Значи, се подготвува за таква сценарија, но според анкетиве, многу веројатно е дури да изгуби Трамп дека, да речеме, републиканците добро ќе поминат во Конгресот и понатаму ќе калкулираат како да задржат коалицијата меѓу така поумерени, под средна класа граѓани кои што се републиканци и да речеме овие популистичко, националистичко крило кое што е генерално од пониска класа, до сега не било вака гласно представувано во анкетите, така, во изборите, така да верувам дека ќе пробаат да одржат единство, а има и подолбека и Хилари и во Демократската партија. Значи, после циркусот со Берни Сандерс, значи таа партија имаше популистичко востание, со таа разлика што демократите успеа со изборни измами, со притисоци да го сузбијат своето популистичко востание, додека републиканците не успеа и дозволија популистите да ја преземат, барем кандидатот за председател. Факт е дека Доналд Трамп, неговата политика е една од карактеристичните крајно десничарски, веројатно националистички, не би рекол десничарски, националистички. Крајно националистички политики, меѓутоа тој не е случајно и не е единствен, ако зборуваме во смисла на светските политичари и напливот и развојот на таа националистичка политика. Дали мислиш дека на светот му е потребен и американски председател од таков националистички тип, како што, например, во неколку држави клучни во Европа веќе наголемо се развива приказната за нов некој тип на национализам и на некои крајно национални партии кои што може да предизвикуваат поголеми конфликти. Виде, не гледам што добро би произлегло тоа, искрено. Во Европа, да речеме, ние имаме појава на подобно националистички движења, на тие генерално ги преземаат социјалдемократските партии. Ние имаме ситуација во која и во Македонија и низ Европа социјалдемократите стануваат партија на урбани, сингл луѓе од големите градови и на малцинствата. Во Македонија тоа дополнително искомплицирано. Движењето на Лепен не е социјалдемократско. Не, он го јаде гласачкото тело на социјалистите.
на социјалистичката партија во Франција. Работничките помалите градови, индустријски градови во Франција, главно бели градови, кај што не може да добијат гласови вие нови социјалдемократски партии, каде што нема доволно урбано, да речеме, центарско население како што имаме тука во Скопје или и малцинства, во Франција арапи, не знам, во Британија пакистанци, индијци и така натаму. Значи, социјалдемократите се помалку имаат што да понудат во такви мали рударски, индустријски градчиња во Франција, погодени од глобализација, од затворање на фабрики. Фабриките доаѓаат во Македонија сега. Имаме, да речеме, белгиска фабрика се пакува за автобуси, доаѓа во Македонија. Градчето каде што работела во Белгија, знаеш, гласачите природно бараат алтернатива, не ја наоѓаат кај социјалдемократите и често пати ја наоѓаат во националистички движења како Вилдерс во Холандија, Ле Пен во Франција, некои викаат дека, не знам, и ЮКИП, односно британските движења се слични, не се согласувам до крај. Германската крајна десница. АФД пак, значи десни друго значи, они се националисти, не би рекол, што имаат елементи на социјализам мешаат, ветуваат социјална помош, подршка и така натаму, но велат само дека таа подршка кида само за белото домородно население. Значи тоа пак е национал-социјалистички движења. Прашањето ми е колку победата на Трамп може да го поттикне развојот на тие движења во Европа? Апсолутно. Мислам, ние веќе гледаме дека постои апсолутно таква националистичка алијанса од Америка до преку Европа, значи гледајќи ги реакциите на, не знам, ако сакаме и на Урбан, кој што не ми е, мене ми е релативно близок политички, но да речеме има такви националистички елементи, да речеме отворено се преклонуваат кон Трамп и отворено се ја напаѓаат оваа полево ориентирана естаблишмент, социјалдемократска линија на размислување во американската. Земите од Балканот некако стојат на страна. Македонските политичари не ја форсираат ниту Клинтон, ниту Трамп. Некако... не, мали сме ние, не смееме тоа отворено да го кажеме. Ние да речеме, нашите десни движења отида наотворено кон Буш. Мислам дека тоа, додека се уште имаше шанса Джеб Буш да биде кандидат, таа опција пропадна и после тоа, значи, едноставно, премногу е рискантно да бираме, не знам, една или друга страна, се разбира албанците. Не само Македонија, ако што можем да прочитам целиот овој појас на поранешна Југославија држави, некаде до Словенија, па и Словенија, нема некоја... Види, ние имаме сите во Србија, Македонија, посебно Босна, Турција, ги имавме тие обоени револуции кои што апсолутно ги поистоветуваме со демократското движење, со преседателот Обама и на некој начин со Хилари Клинтон. Јас се надевам дека ќе победи она, низиниот ков не е толку радикално левичарски, факултетски левичарски код како што е на Обама. Некои од советниците што ги прибра се неоконзервативни, десничарски, републикански поранешни советници, како сопругат на Викторија Нуланд, Кейган и така натаму. Така да можеме да очекуваме дека она нема толку здушно и да победи, нема толку здушно да подпалува обоени револуции. Од друга страна, дефинитивно дека сме изгорени сите со овие демократски движења 8 години наназад во САД со демократската партија и било каква промена сметаме дека е подобра, дали Трамп е подобра промена, навистина, многу непознати работи. Но дефинитивно, знаеш, интересно ќе биде ако Трамп не ги призна изборите со аргументите што ги изнесува Зоран Заев. Он ќе каже... На таа тема ќе зборим, мора да направиме кратка пауза. Во вториот дел од емисијата ќе зборуваме на темата паралели меѓу изборите во Македонија и Соединетите Американски држави. Што и слушатели, се враќаме за кратко. Круг со Маријан Николовски на радио Слободна Македонија. Поштени слушатели, повторно назад во кругот, во вториот дел од емисијата. Мој ваш денешен гостин е мојот колега Цвети Чилиманов. Разговараме за изборите во Америка и САД, рефлексиите врз Балканот и паралелите. Напомнавме многу работи, велите дека се случуваат идентично во Македонија и во Соединетите Американски држави. Ајде да почнеме од медиумите. Трамп во најавата дека нема да ги признае резултатите од изборите доколку изгуби, една од главните работи што ги наведуваше беше медиумски небаланс, немање еднаква покриеност на двајцата кандидати. И тука интересно беше тоа што голем број медиуми како дел од луѓето од NBC, од CNN му дава класна поддршка на Трамп до моментот додека не ја доби
номинацијата на републиканската партија. Буквално ги стиснаа другите кандидати на републиканците кои што не им беа толку интересни и влечеа публика, а откако он стана лицето на десничарската конзервативна опција во САД, одеднаш овие медиуми се свртаа против него и на пример имавме ситуација да речеме Нью Йорк Таймс, Вашингтон Пост да имаат материјали, очигледно да имаат материјали што се штетни за него, како на снимка во која што вика дека не знам, само ќе видам жена и ќе зграбчам, знаеме зашто и оваква. И ги чувале тие материјали додека он се бореше за кандидатурата кај републиканците, да ги објавија тогаш можеби републиканците ќе го одбереа Тед Круз, Марко Рубио, Джеб Буш. станува збор за спланирана стратегија на демократите. Да. Седат на материјали, ги темпираат да ги објават откако веќе партијата не може да се откачи од Трамп. Кога искочи оваа снимка, дури почнаа републиканската партија да викаат: "Океј, сега мора да одеш подпредседателскиот кандидат Майк Пенс нека биде кандидат, и веќе кажеме дека луѓето гласаат за тебе и за Пенс, ама ти најави барем дека ќе поднесеш оставка ако победиш нели утре дента, да не брукаш, да не ја резелиш партијата, сепак 52% од гласачите се жени, која жена ќе те гласа, види се што зборуваш. Значи, со такви аргументи му настапија, ама едноставно беше доцна. Една дебата веќе помина. Знаете, тешко ќе излегаат 2-3 анкети после тоа кои што покажаа дека не е така лош и едноставно имаше добра дебата всушност. Втората дебата му беше реално најдобра, во која што и каже на Хилари дека ќе пикна во затвор, дека треба специјално обвинителка или обвинител за Хилари Клинтон, така да со тие аргументи успеа да се ја спаси кандидатурата, но факт е дека медиумите кои што во Америка се генерално, нели, весниците во голема мера се продемократски, телевизиите од 6 да речеме важни 5 се на страна на демократите, најотворено една е прорепубликански, таа се подели меѓу луѓе што го поддржуваат Трамп и не знам Меган Кели, главната водителка на Fox, се откажува од него, потворено го напаѓа. Така да, и факт е дека има нееднакво примен во медиумите, така да тој е едниот аргумент. И тоа, веројатно, тој од некои политички идеолошки причини, така, или? Па, види, сите они пишуваат книги и сакаат да ги продадат после, си имаат, не знам, гледачи кои што сакаат да ги придобијат. Прашањето ми е дали американското општество зрело за ад-хок тело? Апсолутно. Еве сега ние да завршиме во 11 декември, јас сум на располагање веднаш да ги избалансирам и во Америка. Не, смешно е, мислам, во Америка е апсолутно слободно дозволено новинар, медиум да изрази пристрасност, нема никој што им ги мери рейтинзите кои што, нели, колку минути посветила на една партија или на друга, нема цензура, апсолутно може да се определат дека поддржуваат една или друга партија, се додека има една телевизија која што ги поддржува републиканците, дозволено е 5 други телевизии да ги поддржуваат демократите и рейтингот го покажува тоа, дека да речеме оваа една телевизија што е определена за едната од големите партии има навистина поголем рейтинг од другите 5. Далеко. Че јасно е дека пополнила некој простор што, нели, нека потреба на пазарот. И кај нас имаме телевизии кои што се преклонуваат кон една или кон друга страна, но кај нас, еви, американците инсистираат и иако кај нив дома немаат ад-хок тело, инсистираат кај нас да има. Кај нас да се воведе некој начин на регулирање на медиумите и решението до кое што дојдовме е веројатно најлошото од сите можни. Партиски менувани членови на комисија изрекуваат парични казни и се закануваат со затворање на телевизија ако не ги слушаат. Прашањето за ад-хок телото ќе го ставиме на крајот од емисијата, 2-3 прашања околу таа работа. Да се вратиме на влијанието, односно или како се нарекува рефлексиите од изборот на председател во Соединетите американски држави врз Балканот пред себе Македонија. Очекуваш ли било каква промена на американската политика со Трамп председател или со Клинтон председател? Трамп рано е да погодиме да кажеме што точно ќе прави, најавува некакви поблиски контакти со Русија. Иако и во овие 8 години со Обама ние видовме дека, не знам, Обама цели региони препушти на Русија. Блискиот исток тотални се ги повлача своите сили, дозволи Русија да се распореди таму, така да навистина не гледам што повеќе би можел Трамп да направи по тој план. И за Хилари Клинтон, како што кажав, очекувам дека нели ќе останат добар дел од овие луѓе кои што заговараат обоени револуции, поддршка на левичарски движења во Европа, но мислам дека тоа нема да го прави толку острастено како Трамп председател, тие обоени револуции нема да продолжат? Не верувам, не. Зошто? Не гледам како би продолжила. Зошто? Па не, види, аргументите кои што не ги, значи сепак те треба продолжат да добиваат финансии од Вашингтон, од САД, значи од USAID, значи не гледам како USAID ќе продолжи под председателот Трамп да популаризира движења кои што
во САД слични такви движења постојано упорно го напаѓаат. Значи, движењата тука се, не знам, фокусирани на тоа да им се помогне на крајно левичарските движења да дојдат на власт на Балканот, често пати во соработка со Сорос. Во САД имаме ситуација каде што, не знам, фондацијата на Сорос, организациите на Сорос отворено го напаѓаат. Трамп организираат расни протести кај афроамериканците против расистичката полиција која што ја поврзуваат со Трамп. Се залагаат за отворени граници. Трамп се залага за поставување на зид на границата. Џон Подеста, кој што е директор на Центарот за американски прогрес, главната Соросова организација во Вашингтон, е главен клучен соработник на Хилари Клинтон и овие делови ги читаме неговите мейлови. Обојни револуции ќе се сконцентрираат сега на американското тло. Не па, апсолутно, значи протести во Балтимор, во Филаделфија, овие работи што ги гледаме сега, протести на латиноамериканци кои што бараат границата да се отвори, тоа дефинитивно да, точно, апсолутно се оправа. Тие пари кои што, да речеме, Сорос ги троши во Европа, веројатно ќе треба нешто да фокусира тоа во Америка, додека парите што Америка ги троши надвор, не гледам дека, знаеш што, во душа луѓето што ги делат тие пари се левичари, независно кој е на власт. Дали имавме ситуација Буш кога беше преседател, па пак американската амбасада тука имаше проблеми кога ќе почеше некој проект за ЛГБТ правата. Ама тие се вредности кои што американското општество веројатно секаде истите демократски општества ги промовираат. Се промени преседателот, значи не може десничарски преседател првиот ден кога ќе дојде нов преседател на власт, подпишува на пример една директива во која што забранува или дозволува, зависи од која партија, тие пари да се трошат за промоција на абортус. Така да ако дојде Трамп, прва работа што треба да ја подпише таа декларација, че сите проекти во Македонија што се на тема абортус треба да ги забрани, да бидат финансирани со американски пари, без американски пари. Сорос тука што ќе прави? Ќе присуши. Значи овие најсензитивните теми како геј правата, абортусот, положбата на семејството, значи тие работи Има републикански председатели кои беше и Буш, па сепак тие кампања си стоја. Не стоја. Значи USAID немаше толку политички активна улога, значи немаше вакви до толку апла преку пари на USAID што се треба да се трошат за мостови, патишта и така натаму, да се популаризираат политики, да се трошат на медиуми кои што изнесуваат политички ставови, немаше. А имаше, да речеме, ситуација во која во времето на Буш преку ИРИ максимално се помагаше ВМРО да изработи своји политички ставови, порака, да го идентификува своето потенцијално гласачко тело, и кога практично ВМРО дојде на власт 2006, има голема тоа беше при крајот веќе на мандатот на Буш, има апсолутно голема поддршка од републиканците. На конкретните прашања, може ли Балканот да очекува некаква поместување во поглед на евроатлантските интеграции со промена на американската администрација во Вашингтон? Па промена секако ќе има под Хилари, како што кажа, веќе делат луѓето кои што се преклонуваат околу неа, се овие луѓе кои што и во времето на Буш силно ја поддржуваа Македонија за членство во НАТО, така да може да очекуваме дефинитивно дека како што Обама беше незаинтересиран за проширување на НАТО, дека Хилари Клинтон ќе притисне по тоа фокусот, дали фокусот ќе биде насочен овде, мислам, условно кажано, целиот фокус нема да биде насочен сигурно на Балканот, меѓутоа дали во приказната горе на север со Украина или на исток со Сирија ќе ги засени, условно кажано, прашањата овде на Балканот, кои што сепак се мали за американската администрација и општество, меѓутоа значајни за овие мали држави за да покренат процесот на забавена евроатлантска интеграција. Затоа што читам дека администрацијата на Обама тотално не беше заинтересирана за овој процес. Да, дефинитивно. Кој да победи види во Америка ќе биде максимално оштетен преседател. Ќе има исклучително слаб мандат. Ќе биде омразен од повеќе од половината од гласачкото тело, значи двајцата се, никој нема поминато 50% популарност, двајцата се, ама не се нели, солидно да речеме 48, 49 што е било нормално, 42, 30 паѓаат под 40, паѓаат на 38, 39 популарност. Значи анкети на кога нели на негативна перцепција се исклучително високи и кај Хилари Клинтон и кај Трамп. Они имаат внатрешни исклучително тешки политички проблеми и како тоа ќе се одрази на нас никој не може да претпостави. И колку ќе имаат, може на пример да се случи варијанта во која Хилари Клинтон победува,
Конгресот, двата дома остануваат републикански, бидејќи американците сакаат да балансираат. Значи имаме гласачко тело во држави кој што гласа за републикански конгресмен или сенатор, а за Хилари Клинтон бидејќи Трамп има одвратен. Така да може да пробаат некаков таков баланс да направат гласачите. Како ќе реагираат на вистина не може да се предпостави. Во тој случај да речеме може да се случи Хилари Клинтон да не може ништо да направи во домашната политика, да биде соочувана со импичменти, со сериозни прогонувања во Вашингтон, но да речеме да има релативно слободни раце во надворешната политика која нека ретко кој во Америка ја перцепира. Па целата своја, не знам, амбиција да ја насочи кон именување амбасадори, туркање разни политики, тоа нема да може да прави нешто крупно со големи држави, бидејќи рацете реално ќе бидат врзани по прашањата на Блискиот Исток, Русија, Сирија, не знам, Кина, па навистина може да испадне да прекомпензира на некои помалку битни региони. Значи се е можно. Сите можни варијанти може да ги видиме. Ке Трамп буквално, сега да ме прашаш, не можам да посочам еден човек кој е советник за надворешна политика, што има некаков минат труд. Имаше ситуација, наведе неколку луѓе, он каже дека му се советници, он излега и река, абе да, ама ни на кафе не сме се видела со човеков, така да не знаеме, че тотално е непозната величина и дефинитивно нема да има притисок за, не знам, Русија, не за НАТО, против Русија, дефинитивно, не знам, можеби гасоводот, изградбата на гасоводот ќе помине полесно во тој случај. Дефинитивно ќе има притисок да се затвори границата на Европа за имигрантите, така да по таа некоја линија може никакви, не знам, симпатии да добиеме, бидејќи он зборува за зид на јужната граница. И за прашањето за оно што нас не таргетира прашањето за името, веројатно како се позиционирани грцката диаспора во Па не, они беа големи поддржувачи на Обама дефинитивно. Некои од главните финансири на Клинтоновата глобална иницијатива се грци, значи првите две имиња да речеме. А па друга страна сега од мејловите гледаме излегува дека нема кој не ја финансирал Клинтон, освен ние, можеби да се и ние почнуваме во последен период. Така да луѓето си се барем од таа страна коректни. Клинтоновците, значи не гледаат која онака парите, дали се петродолари, дали се крвави долари од дрога, од ова, од она, очигледно да се биле отворени. Така да веројатно ќе дозволат парем да одиш на баци рака да платиш колку треба, да те остават на раат. Ги гледаме овие мејловите излегуваат. Џон Подеста вели дека Македонија се уште ја вика фиром, очигледно зашто не сме му платиле доволно. Во еден друг мејл расправаат, не знам која фирма, имаше порано неколку помали лоби групи кои што беа ангажирани од Македонија, расправаат дали треба да се зема пари од такви групи, меѓу кои спомнуваат една од нашите, од нас ангажираните, па, не знам, имаат остри коментари као да не дојде да не испитаат, да не испрашуваат зашто сме ги зели овие пари. На крај од советничките на Клинтон вика, море земим ги парите што ги вртиш, grab the money and run. Така да очигледно е тотално, не знам, надворешната политика ќе ја стават на продажба како што била и досега, ма тоа ќе го направат апсолутно отворено и еклатантно. Тоа е ваша проценка за Клинтон, а Трамп, Че тотално непредвидлива појава и дефинитивно ќе бидат заглавени со внатрешни домашно-политички војни во кои што Трамп нема да ги признава. Трамп може и не знае кај се наоѓа Македонија. Не, тоа дефинитивно така. Не, види он, добро, жена му е словенка сега, третата. Мислиш дека знае за спорот меѓу Македонија и Грција? Жена му е чехиња, третата му е словенка, иде полека на кај југ, од прилика географскиот регион вака широко може да го перцепира. Да му најдеме нека Витолченка. Да. Идеме. Благодарам, тука правиме една кратка пауза, се враќаме во финишот на денешната емисија. Круг со Марјан Николовски на радио Слободна Македонија. Поштовани слушатели, повторно назад во денешниот круг, мој ваш денешен гостин Цветин Чилиманов, мојот колега. Зборуваме на темата изборите во САД и во Македонија, можните поврзаности и рефлексиите. Цветин, и во Соединетите американски држави се заговара формирање специјално јавно обвинителство. Да, Трамп на една дебатите отворено кажа дека една од причините поради кои што може да не ги признае изборите на крај е затоа што против него има една кандидатка која што обвината за криминал и која што не е истражена, низините обвиненија не се истражени ни пристрасно и коректно, така да буквално
побара специјално обвинителство, специјална обвинителка за Хилари Клинтон. Имаше голем скандал во кој што јавниот обвинител во САД минува од страна на преседателот. Тој дури е и дел од владата, она има статус на министер во владата на преседателот Обама. И во периодот кога се истражуваше криминалот на Хилари Клинтон, обвиненијата дека илегално праќала интернет пораки, имејлови во кои што барала пари од странски држави и влади, и потоа ги бришала, ги криела од Конгресот кој што мора да има право да ги разгледа. Оваа јавна обвинителка Лорета Линч имаше тајна средба со Бил Клинтон на аеродром некаде во САД. Во зимски случајно двата авиони слетале дента додека оделе на некое друго место. Двајцата се виделе кратко и разговарале за тоа како им се децата, внуците, како фамилијата, знаеш, такви разговори во кои што никој не поверува. И тоа беше основата за причината поради која што Трамп побара специјално обвинителство. Но тоа што се случи изминативе во петокот, кога Федералното биро за истраги сепак излезе и кажа дека се уште не им се до крај истражени доказите, но открила еден куп нови докази на компјутерот на сопругот на главната помошничка на Хилари Клинтон, Хум Абедин, кога инаку го истражуваат затоа што праќал сексуално експлицитни пораки на малолетнички со кои што сакал да се спанѓа, што е друго кривично дело. Така да добивме една тотална сапунска серија со околу 650 имејл пораки кои што голем процент може да се однесуваат на земање пари од Мароко, од Катар, нудење против услуги за тие работи, проституирање на американската надворешна политика. Така да Трамп ја доби, да речеме, специјалната обвинителка, доцна, но ја доби, да речеме, пред избори. Така да имаме сега една ситуација во која голем број од поддржувачите на Хилари Клинтон креваат галама, викаат дека тоа било недемократски, било кршење на изборните правила, служба како FBI пред избори да излегува со вакви најави и обвиненија за криминал за еден од главните кандидати. Викаат дека требало да молчат до изборите, па граѓаните да не бидат информирани. Тоа е исто едно прашање кој што и во Македонија е актуелно. Дали специјалното јавно обвинителство неговиот засилен ангажман може да се толкува во Македонија во функција на избори? Оно што се случуваше изминатите 2 недели, а веројатно ќе се случува следващите избори се за месец и половина од денеска. Не, ние гледаме дека СДСМ нема друга програма освен програмата на Катица Јанева и на СЈО. Така да они друга предизборна активност немаат. Ние дури сега во Комисијава за цензурирање на медии имавме ситуација дека телевизии ни доаѓаат и викаат нема настани на СДСМ што можеме да ги покриеме. Значи ги нема на терен. Единствено СЈО има тука. И ако сега ние демократските принципи ги учиме од САД, амбасадите на Европската унија, земјите на Европската унија во Македонија, ова беше дозволено. Значи беше апсолутно нормално истражен орган да држи драматички кореографирани циркузантски пресконференции, едно лице направило вака, второ осумничениот направило онака, му се обратил со зборовите и вулгарности реда мајка ти ова она на обвинитиот. Значи тоа беше дозволено во Македонија, а сега кога Хилари Клинтон се најде во идентична ситуација, ние гледаме дека поддржувачи на Клинтон, вклучително и поранешни јавни обвинители, високи функционери на Министерството за правда во Америка, викаат дека тоа не смее, дека не смеело да се изнесуваат обвиненија против крупен политичар пред избори. И тоа е една од причините поради кои што гледаме дека американската амбасада изминатиот период на вистина не се залага, не влага во оган толку жестоко во одбрана на глупостите што ги прави Катица Јанева како што правеше порано, бидејќи јасно име дека некои работи кои што ни ги продаваат тука како факти. Странците во Македонија секогаш се држеа до концептот дека треба да се овозможи пристап на работата на СЈО. Никогаш не коментирале во смисла активностите на Па изминативе две покрупни вака циркузантски работи на Катица, отвори во Тоа не може ни да се брани сега. Не може, веќе не ја бранат со таков интензитет, а делумна причината е тоа што сите овие принципи кои што сакаат да ги изнесат тука, се гледа дека буквално ги кршат во своите држави. Мислиш ли дека овој тип на работа на СЈО засилен во овој период може да влијае некако на изборните резултати? Па не, анкетите ги видовме, значи сите овие информации јавноста ги добива од таму некаде јануари-февруари 2015 година, значи буквално 2 години граѓаните ги знаат овие работи и тие работи се влезени во пресметките на анкетите кои што ги гледаме, дека не покажуваат никакво поместување.
гласување. Кога стана збор за анкетите, последната анкета што ја прави агенцијата ангажирана веројатно од опозицијата од Белград покажа нечудени резултати, дури наместо очекување на раст на рейтингот, пад на рейтингот на опозицијата во споредба со неколку месеци наназад. Да, они имаат нека кампања веројатно да фабрикуваат 5-6 анкети пред изборите кои што ќе покажуваат некаква тенденција на подобрување, ама еве гледаме дека дури тоа не знаат да го направат да делува уверливо и да Да не биде дека не знаете, да ги земе како релевантни сега, не можем не можем да влегаме во тоа, меѓутоа како испитување и да е релевантно направено испитување. Ако покажува пад на рейтингот на опозицијата, а очекуваат раст на рейтингот на опозицијата, кои се твоите анализи, проценки зошто тоа се случува? Не, ако има некаква трошка на реалност во тоа што збората, гледаме дека не можат веќе да најдат ни македонска агенција да им одработи вакви фабрикување анкети, него мораат од Србија да ги носат. Ти знаеш, СДСМ во моментов го прави следниот чекор од оваа европска социјалдемократска трансформација да стане партија на урбаното население, да ги изигнорира сите од помали градови, од рурални места, земјоделците, работниците и така натаму, само се партија на, да речеме, висока средна класа урбано население и плюс партија на малцинствата. СДСМ се обидува да стане партија на малцинствата во Македонија, покрај две живи, здрави и апсолутно етаблирани партии на најголемото малцинство во Македонија, и тоа ќе има тешки реперкусии по нив во почетокот, а може би трајно, додека нели сватат и македонските гласачи дали се уште се гледаат во СДСМ или ќе бараат некаква друга алтернатива, и додека албанските гласачи проценат дали СДСМ е некаква алтернатива или може би само вербално ќе даваат некаква поддршка на некакви собери на Мухамед Зекирија, на крај ќе се гласаат за други. Мислиш дека тоа е само ад хок политика на Заев или може да остане трајна политика на СДСМ? Тоа е принципиелно и конзистентно со работите што ги прават левичарските партии и во САД и во Европа, но ефектот посебно во Европа е дека на тој начин социјалдемократската партија се заринкува во ендек, станува втора, па и трета, па и четврта опција, мислам дека веќе во Холандија во државата, дека првата опција станува конзервативното движење, а втората опција веќе станува една националистичко популистичко движење што ја канибализира за кое зборуваме на почетокот на емисијата. Така да и анкетите и однесувањето на СДСМ се конзистентни со ова и ефектот може да се очекува како биде лош за нив. Начално веќе се знаат имињата горе-долу на личностите кои ќе бидат носители на листите, се знаат веројатно и позиционираноста на ДК8 коалицијата на ВМРО на СДСМ, ќе има веројатно и на мала коалиција на некаква трета опција, некоја десен центар, како се нарекува на Павле Трајанов. Кои се твоите очекувања и проценки за овие изборни резултати? Дали може да има победникот во Македонија стабилно мнозинство да формира влада, или пак она што го заговараат некои опозицијски аналитичари дека ќе видиме ситуација пата во кој што ќе треба да се формира некаква малцинска влада, дури Лјупчо Ѓоргиевски изрази некаква желба да биде премиер на таа влада. Спомените сами навираат, нели? Не, нема да биде пата сигурно. Веќе дури на шега, нели, коментираме дека СДСМ со својот најнов настап и со неможноста да надомести разликата кај македонските гласачи се бори да биде најголема партија на албанците, па да биде помал коалицијски партнер на ВМРО во некоја една влада. Но мислам дека со овој удар кон партиите ДУИ и ДПА трајно си ги наруши, СДСМ си ги наруши своите односи со овие две партии. Така да идно коалицирање, нели, покрај известниот победник во македонскиот камп и генерално, нели, општ победник ВМРО, јасно е дека, не знам, СДСМ уште дотолку потешко ќе му биде утре да се обидува да прави некаква коалиција со албанските партии без ВМРО, имајќи предвид дека сега овие денови со објавување снимки, со одење на нивен терен, со барање на нивните гласови, од ден во ден си ги заострува односите со нив, а од друга страна, од гледна точка на ВМРО, значи дали ќе биде победата на ниво на 2011 што е, нели, солидна победа, но не апсолутна победа, или 2014 апсолутна победа, не им треба ни еден друг коалицијски партнер за формирање на влада, нема да зависи толку од ВМРО, ВМРО ќе си ги добијат своите гласови, зависи колку СДСМ ќе успее да изгуби. Да. Каков ќе биде конфликтот во СДСМ внатре при распределбата на овие 30 на 35 добитни претенички места што ќе го прават во недела, колку ќе успеат да ги антагонизираат разните фракции,
титовисти, ЛДП, сега новите албански партии што сакаат да влезат, шарените, бранковистите и така натаму. Значи колку ќе успеат да ги обединат, нудејќи им еден релативно скромен колач. Очекуваш ли на денот на изборите, односно после 19 часот, ние конечно да имаме после 2,5 години некакво стабилизирање на политичката сцена во Македонија, со тоа што поразениот сепак ќе пружи рака и ќе каже да на фери демократски избори изгубивме, победи тој и тој, нека му е со среќа. Нешто, мислам дека да, и тоа повторно не поради психолошкиот склоп на Заев или некои промени во Македонија, туку пак ќе се навратиме на САД. Може да се случи многу веројатно на крајот на изборите сега во следниот вторник, нели, има од американските избори до нашите има месец дена. Може лесно да се случи тоа да биде месец дена во кој што еден кандидат, пред се Трамп, нема да го признава исходот на изборите во САД. И ситуацијата македонски политичар во таква после месец дена драми, тензии, медиумски препукувања, протести, контрапротести во САД, во лулката на демократијата. Со која лице Заев ќе излезе пред Били и ќе му каже извини, ја изгубив, ама планирам да јас да правам како овој вашиот Трамп. И јас планирам да правам да не го признам резултатот. Али ќе лета како куфар од калена. Меѓутоа сепак во Македонија нема некои барем сега ситуации кои што укажуваат на тоа дека СДС нешто во моментов оспорува, како медиумите вие од цензорското тело редовно си ги вршите работите, секој извештај казна за непослушните и чао пријатно. Нешто може да смислат на крај, еве да речеме од Црна Гора имаше апсења, па драми, па такви работи, гледаме во Србија има, че нешто ќе смислат, нешто ќе направат и СДСМ, ако сакаат, ако решат да не ги признаат изборите, но политичката глобална конјунктура така се минува, што им се затвараат каналите да кажат дека не знам, треба се дојде на власт со предизборни истраги, со непризнавање на резултати, се затвора вратата да може да кажат после изборите дека нема да ги признаваат резултатите, бидејќи ќе бидат во друштво во кое што лицата на кои што се надеваат, на чија помош се надеваат, а тоа пред се дипломатите, ќе бегаат од таква разврска како ѓаволот Темјан, бидејќи како ќе можат во Македонија да бранат разврска на непризнавање избори, гледајќи колку блиско има тоа да им се случи во нивните матични држави, во политичка конјунктура која што апсолутно не им е блиска на самите дипломати тука. Значи, апсолутно ќе биде многу тешко за СДСМ да добие истото ниво на дипломатска поддршка во декември, како што можеа да сметаат да речеме да ја добијат во април или во јуни или минатата година. Благодарам Цветин Челиманов, гостин во денешната емисија Круг. Поштовани слушатели, Круг е емисија на Трговското радио дифузно друштво Радио Слободна Македонија со Маријан Николовски, уредник и водител. Денеска е среда 2 ноември 2016. Круг е продукција на Радио Слободна Македонија. Имајте пријатен ден. Круг со Маријан Николовски на Радио Слободна Македонија.